За неполни 2 години успеавме да освоиме титула во куп и шампионска титула. По повод титулата сега, многу луѓе честитаа на мене, на клубот, поединечно луѓето кои се во и околу клубот. И на овој начин сакам да им се заблагодарам. Дури добив на подарок часовник, швајцарско производство, кој е брендиран како Вардар, кој е во 87 година даван по повод 40 години Вардар, што значи дека сега во овој момент слави 40 години е стар часовникот, ама 80 години слави. До година ќе слави Вардар, ако ја земеме 47 како година на основање, иако јас мислам дека е многу порано. Тоа хронолошки. Тоа е инаку година која е формирана и навијачката група, која беше едно несакано новороденче на целиот тогашен систем. Единствен кој правеше за нив прилози, репортажи, интервјуа, бев ја, беше Миленко. Сите други се срамеа од нив, не само што се срамеа, туку и ги забрануваа. Тогаш една комуњарска структура, Тихомир Илиевски, Слободан Трајковски, Ана Пановска, Атанас Костовски, тие им се ежеше кожата кој се споменаа комити и дека некој прилог ќе се прави за комити. Тоа беше забранета тема. Се што беше македонизам, се што беше исконско, се што беше патриотско, беше забрането, ако можеше да го нема. А тоа сепак беше име како комити исконско, и од друга страна Вардар како фудбалски клуб кој е еден од ретките преостанати македонски темели, као што е, не знам, примерно, Македонска православна црква или ВМРО партијата, сега не е тоа исто, ова сепак е. Ова, меѓутоа, еден од ретките темели. И тоа може многу лесно да се види преку на YouTube или на други социјални мрежи. Не постои друг прилог од друг новинар, сем од мене, од периодот 87, 88, 89, не постои друг. Само има, другите не се срамеа, го сметаа за спротивставено, го сметаа за криминално, го сметаа. Меѓутоа, годините си одат, тие тогаш едно кажувале, сега друго кажува. Комитите си останаа исти, јас си останав ист. Купишта луѓе се испоproменија до ниво на непрепознатливост да кажуваат кој треба, што треба сега и така натаму. Јуни 2024, значи, пред точно 2 години, АД, фудбалски клуб Вардар од Скопје, имаше само една известност, само една реалност, а тоа е дека требаше да згасне. Не постоеше ништо. Не постоеше раководна структура, менеджмент, дом, резултати, финансии, фудбалери, ништо не постоеше. Единственото што можеше да му се деси 2024 јуни месец е да престане да функционира. Немаше друга опција. Заглавен, блокиран финансиски, апсолутно во еден административен хаос во смисол на постоење како
како ентитет, како структура, како фирма, без никаква можност да се погледа напред. Со некои ентузијасти кои тука нешто сакаат да помогнат, меѓутоа без никаква сила да тоа може го направи. Едноставно клубот 24-та за сезоната 24-25, доколку останеше сето тоа така, немаше да продолжи со надпревари, ќе згаснеше. Или комплетно како банкнотирана фирма, или ќе се откажеше доброволно, оти нема со кој да играм. Значи, све што се однесе во однос на управа за јавни приходи, значи финансии, во централен регистар, значи документацијски, до ФФМ, значи резултатски, регистрационо, све беше оставен клубот во еден колапс кој го предизвика времето на преземањето да ги реши работите Петре Шилегов, а со скриена агенда нарачана од Артан Груби и од таа структура да клубот не постои на два можни начина. Едниот начин скроз да пропадне, како што беше ситуација, и вториот начин евентуално да го купи или земе некој собственик сомнителен од Германија, од Белгија, од некаде, и да го по примерот на сега на Шкупи или на Гостивар или на тие Воска Беса, едноставно да го укине, да го уништи, да го пропадне. Едноставно клубот 2024 во јуни престануваше да постои. Среќа се организираше една структура со моќ и знаење, институционално знаење, финансиска моќ, големи љубители на Вардар, големи поддржувачи на Вардар. Во мојот случај и со 70 годишна традиција во овој клуб. Оти татко ми бил секретар на овој клуб од 45 до 48 и генерален секретар на овој клуб од 65 до 70, значи една фамилиарна традиција, една фамилиарна лоза. Но се собра структура која беше во можност да го ревитализира Вардар. Организационно, суштински, кадровски, фудбалски, резултатски и многу важно финансиски. Пред малку кажав, за да пропадне клуб, пропаѓа онака баш како да се фрлиш у канјон. И има такви многу случаи, да кажеме, примерно Лестер, го Шкупи. Еден куп такви примери има. Еден страотен пат. Да го вратиш назад е многу тешко. Е тежок, мачен, долг процес. За наша среќа, за среќа на фудбалски клуб Вардар и сите љубители фудбалски клуб Вардар, клубот тоа го направи за исклучително краток период, без малку како светски рекорд. Колку тоа бргу се врати. Земајќи предвид дека клубот беше заглавен во лаги, во долгови и во документацијски хаос. Беше представено дека севкупниот долг на клубот е 2,5 милиони евра. Ако имаш 2,5 милиони евра, клубот одма ќе излезе, што се испостави како апсолутно неточно. И долгот
во овој момент она што може да се изанализира длабински после 2 години сериозна работа е дека е тој долг оставен од сите претходни гарнитури над 10 милиона евра. И тој сега полека се консолидира, се сервисира и ќе треба уште некоја година за да се излезе на нула. Уште поголем хаос, уште подраматичен хаос е направен во злоупотребата или во погрешното работење. Сега постои можност дека некој лошо што изработил од незнаење. Или некој друг лошо што изработил од лукративни причини за да направи некоја материјална добивка, некои пари за себе. Ја не знам кој е кој, не е моја работа, меѓутоа тоа да го откривам и затоа ние поднесовме кривични пријави до основното јавно обвинителство, затоа што овде се појавија двојни договори, што е апсолутно забрането според правилата и пропозициите на Фудбалска федерација на Македонија и уште пострашно на Европската фудбалска федерација УЕФА и Светската ФИФА. Исто така се појавија документи со фалсификувани, лажни, непостоечки, неважечки печати. Секој ударил печат некому. Тоа е тешка измама, тешка злоупотреба, тежок фалсификат за кој, велам, поднесовме документација комплетна и пријавивме до основното јавно обвинителство, кое по тоа си го тера тоа по нивна процедура, полиција, како иде тоа, не знам. Но, тие лажни договори, тие двојни договори со фудбалери, со разни луѓе кои тука као работат, од разни собственици, од разни подписници, ствараат апсолутен хаос. Ние, како фудбалски клуб, како организација, имаме одговорност да ги почитуваме правилата, пропозициите и законите на Република Македонија, на Фудбалската федерација на Македонија, на УЕФА и на ФИФА и да им се повинуваме нив 100%, што тоа и го правиме. За жал, има премногу документација против Вардар од управите, структурите, подписниците кои се во периодот пред летото 2024 со кои ние сакале, не икеле, ни криви, ни должни, мораме да се справуваме, мораме да ги чистиме, мораме да ги објаснуваме, мораме да ги демфуваме за да не биде оштетен фудбалски клуб Вардар. Толку многу, значи не е само штетата, а е огромна, која е направена финансиска. Исто толку голема штета е направена, да ја наречам, административно-сметководствена. Неводени книги, неуведувани документи, неуведувани фактури, неуведувани плаќања кон играчи од друг субјект, што е апсолутно забрането. Плаќање кон играчи на друг начин. И сето тоа не може, прво ние и не сакаме, да се скрие, туку ќе си излезе на површина и ќе се расчистува едно по едно. Среќата за фудбалски клуб Вардар е што за краток период расчисти со се што беше рак рана во и околу клубот. Ги исчисти картовите, злонамерниците, мешетарите и работи сконцентрирано, посветено исклучиво и само во интерес на клубот и во интерес на клубот се радува на секој успех, што го имаме. Она
што од името на клубот сакам да побарам или ако сакате ве помеко да замолам кај колегите од другите фудбалски клубови, кај Фудбалската федерација на Македонија како организатор и ментор на сите нас, и кај државата, односно Министерството, Министерството за внатрешни работи, е да му овозможат на фудбалски клуб Вардар равноправно да се надпреварува со сите други екипи. Ние 2 години, а мислам и претходно, никогаш во тоа надпреварување не сме биле равноправни. Секогаш сме ние во надпреварите, во последните 2 години, претходно, еве сега за последните 2 години да зборам, секогаш сме ние со хендикеп во однос на сите други екипи. Сите други екипи се примени овде на градски стадион во Скопје, значи Арена Филип II, сега Арена Тоше Проевски. Со паркинг специјален, со ложа, со лифт, со тоалет, со вода, со безбедност, ненавредувани, ненапаѓани, непсуени, без никаков близок контакт со публика. И можам да кажам дека во рамките на Македонија единствено приближни такви услови нуди Шкендија од Тетово. Секаде другде е драматично различно. Вардар не бара ништо повеќе од тоа да бидеме еднакви, да бидеме исто третирани и да имаме исти услови. И фудбалерите кои доаѓаат, и безбедноста нивна, на стручниот штаб, на превозните средства со кои доаѓаме, на управата или гостите на управата која доаѓа. Пак велам сем Шкендија Тетово, која ги нуди тие услови и ги почитува. Нема друга екипа во Македонија, без разлика дали е од Струга или Струмица или Гостивар или Кавадарци или Битола. Бараме исти услови. Дали бараме многу, проценете си сами. Оваа сезона ние за некој ден се собираме, собираме екипата, работиме исклучително во корист на клубот, со затворен круг на информации. Најголемиот дел од информациите кои ги читате се дезинформации, меѓутоа ниту некој има намера, ниту имаме право да се мешаме во тоа кој што објавил и зошто објавил, зошто излажал, манипулирал. Тоа се гледаат тие ладни шпагети, фейк ньюс. Нас тоа апсолутно не интересира, нас не интересираат резултати во домашното првенство и купот и на меѓународна сцена. Не интересира да играме добро, ефикасно, со што е можно повеќе чисти мрежи и полека да се враќа публиката. Јасно е дека довербата во фудбалот после сите години на мети како претседател на Фудбалска федерација се изгубени, па ако сакате и претходно, од Харалампија Хаџиристовски натаму. Јасно е тоа дека тешко се враќа, меѓутоа исто така е јасно дека не е само довербата во фудбалот и начинот на кој играат, туку и во однесувањето на публиката, затоа што најубавата публика, тоа се дечињата, бебињата, родителите кои доаѓаат со нив и така натаму. Не се баш фанови да слушаат вулгарности кои едноставно ги бркаат од ова. Значи, сите структури, не викам дека нема вина и Вардар, и Фудбалска федерација, и МВР, сите имаат.
Меѓутоа мора да се сето тоа вклучи и помошта и од публиката, од навивачките групи секаде. Дека за да се врати публиката на теренот се бара, треба да има енергија, треба да има навивање, треба да има закачање, треба да има ривалитет меѓу навивачките групи. Нема дискусија, меѓутоа треба да има и респект кон нормалниот, кон по-нееуфоричниот дел од публиката. Уште еднаш на крај ја замолувам Фудбалската федерација, Министерството за внатрешни работи и побарувам од колегите од другите клубови, Вардар да биде исто третиран како што ние ги третираме нив кога доаѓаат во Скопје. Се гледаме на 8, сега не знам дали во Скопје или на гости, 8 јули, на првиот меѓународен настап во рамките на квалификациите на Лигата на шампионите за оваа сезона.